Со пригодна свечена академија, општина Карпош го прослави својот 39-ти роден ден. Меѓу големиот број гости, присутни беа и представници од 7 збратимени општини, и тоа Тивот, Нови Белград, Стари град Сараево, Травник, Сремски Карловци, Тријадица Софија и Врњачка бања. 39 години изминаа од конституирање на локалната самоуправа и навистина тој е период доста голем и период доста достоен за почит, во кој што период навистина може да се удри еден рекапитулар и да се види што е направено од општина Карпош. Тоа се речиси 4 децении на раст и развој на една локална самоуправа која е една мала општина израсна во вистински, можеме да кажеме, урбанистички голијат. Но тоа не значи дека тука запираме или имаме намера да запреме. Напротив, сметаме дека општина Карпош треба да расте и имаме се повеќе и повеќе обврски, затоа што растат потребите на граѓаните, потребите за изградба на нова инфраструктура, на нови помодерни училишта, градинки, фасади, коловози и така натаму. Ние сето тоа во изминатиот период го правевме и одиме чекор во чекор со времето. Како и секоја претходна, така и оваа година на Академијата доделена беше плакета за заслужен граѓанин, која овој пат отиде во рацете на познатиот филмски режисер Столе Попов. Ја како филмски режисер и како филмаџија навикнат сум на тие филмски фестивали секаде во светот, каде што сум добил многу признани и награди, меѓутоа тоа се награди и признанија каде што вие мора да се кандидирате. Значи, некој мора да го кандидира тој филм. Значи, морате да аплицирате некаде. Ова е, мене ми се чини единствено признание кое го добивам, кај што воопшто немало нити некакво пријавување, нити аплицирање, нити кандидирање, туку потекнува од моите драги сограѓани, од моите драги комши, од луѓе што ги сретнувам секојдневно на улица. Градоначалникот Стефчо Јакимовски, оној кој успешно ја менаџира општина Карпош во 3 мандати, оној кому тоа му е задача, работа, но кој што тоа го прави со невиден ентузијазам и љубов. Повелете, господине Јакимовски, уште еднаш на оваа бина, но не за да доделите, туку да го примите признанието Ние на избори од граѓаните ја бараме довербата за да им служиме на граѓаните, за да бидеме нивни добар сервис и за да го правиме тоа најдобро што е можно. И ако сакаме пак да ја добиеме нивната доверба, ние мора да бидеме секогаш на висина на својата задача. Уште еднаш, колеги, ви благодарам на разбирањето. Благодарам многу. Свечената академија продолжи со музика и со сеќање на големата роденденска торта.